Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И септември месец, почитувани слушатели, 2022 година си оди, а ние со радиопрограмата Глас од Македонија не можеме а да не бидеме со сите вас во наредниве минути, разведрувајќи ги вашите срца и души. Па пријатно другарување. Duele
дечиња, и во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со вистинска приказна поврзана со Македонија. Во вечерашнава наша емисија ќе зборуваме за македонскиот цар Јустинијан, кој беше роден 3 километри од главниот град на Република Македонија Скопје, а местото се викаше Таор. Тој градеше градови, освојуваше многу градови, а уште повеќе неговата желба беше за родниот град и големата љубов и душа према тој град. Во вечерашнава наша емисија токму ќе ве запознаеме со приказната за Јустинијан од Скопје, поточно од Таор. Римското царство кон крајот на 4 век се поделило на западно и источно. Западното царство во вештачки граници, со вештачки јазик, вештачка конгломерат, култура и градбите какви што ги граделе покорувани племињата од Рим пропаднале под налетот на готи, аври, хуни, вандали и кои не други. Источното царство се одржало на македонската територија, продолжувајќи ја македонската култура, јазик, црковното писмо, уметност, градби, обичаи. Дадено е и ново име Византија, иако народот си е ист, македонци. Можеби затоа што е со новото име се надминати етничките граници на Македонија, иако на власт биле македонски владетели. Во крајот на 5 и 6 век во Таор и околните царски палати оградени со тврдини до Бадер и Скопје живеела династијата на Јустинијанови. Јустин I, чичко на Правдин, преименуван во Јустинијан, го повикал во Цариград да се школува за подоцна да го преземе владењето врз целото источно царство или поранешната Римска империја. Јустинијан уште повеќе го проширил и го обновил царството од Константин и Александар во исти битки и на исти места го обеденувал светот. Така, Скопската царска династија оставила траги по сите градови во Македонија. Прокопије, Јустинијановиот советник и секретар, оставил пишувани документи за сите активности на царот, посебно за градот Јустинијана. Градот бил украсен со големи тврдини и кули, убави згради, цркви со мозаици, водоводи, базилики, помеѓу реки и ридови од Таор до Бадер и Скопје. Камениот мост по тврдините на Скопје, тука е водоводот, вијадукт и други градби насекаде, како и бројни наоди од пари со ликот на царот. Овие археолошки наоди ги присвојувале сите туѓинци што поминувале низ Македонија, а тие си останале тоа што биле секогаш само македонски и не само во Скопје како роден град на императорот, туку насекаде каде што се простирало македонското владење. Наследството во Цариград се гледа и не застарува. Тоа е црквата Света Софија што е изградил Јустинијан пред 1500 години и тврдините околу градот со 30 километри долги двојни зидини и уште многу се уште видни знаменитости. Низ цела Македонија изградил уште 600 нови тврдини на градовите. На Дунав оставил други 80 тврдини со одбранбени зидови. Изградил епископии во сите поголеми градови како во Солун, Стоби, Еге, Пела, Стибера, Хираклеја, Бер, Ниш или Наис, Сердика, Сирмиум, Охрид. Со царицата Теодора живеел раскошен царски живот и одржувал царската традиција како што е прикажано на фреските во Равена со сите древномакедонски царски символи на облека и градби украсени со сонца. Сето тоа Јустинијан го ставил во кодекс на македонското право, низ параграфи, го овековечил државното, фамилијарното, приватното и православното живење на Македонија. Со право, името на најогледниот правен факултет во Македонија на Скопскиот универзитет, што се вика Јустинијан I. Верувам дека и вие, кога ќе пораснете, ќе бидете горди и со љубов ќе гледате на родното место на вашите родители, посебно на вашите дедовци и баби, од најубавата земја во светот, древната Македонија. Добра ноќ, драги дечиња.
te znatane i mi reče malečko, ti si kako naprosto. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски.
Јас го сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов, чиста како солза. Сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Уште сама, дали тагуваш, дали исто чувствуваш? Морав да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. Повторно сме со рубриката Верувале или не, односно вистински настани како приказни. Во вечерашнава наша емисија ќе зборуваме за смртта на Стефан или Стив Наумов од Битола и Димитар или Мите Богоевски од село Болно, Оресенско. Кој вели дека бугарските фашисти биле административци и тие замене се убици на македонскиот народ? А дека навистина беа фашисти, ќе потврдиме со уште еден документарен доказ на Стив Наумов од Битола, како што реков, и Димитар Мите Богоевски од ресенското село Болно. Димитар Мите Богоевски роден во 1919 година во преспанското село Болно, во печалбарско семејство. По завршување на основното училиште се запишува на Трговска академија во Битола. Во текот на школувањето станува член на Сојузот на комунистичката младина на Југославија, каде беше и многу активен. По завршувањето на академијата се запиша на Виша комерцијална школа во Белград, но и таму не мируваше. Растураше илегално летки, а и учествуваше на демонстрации. Се враќа назад во Ресен и станува член на местниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Ресен. Поради новите граници во Македонија, Мите Богоевски организираше илегални пунктови за премин на границите. Во почетокот на 1942 година организира состаноци со борци од Битолскиот и Прилепскиот партизански одред. Во март 1942 година е уапсен од бугарската полиција и во затворот од 10 дена мачен, но и испитуван,
а тој не кажал ништо. По пуштањето од затвор почнал да соработува со Стив Наумов и како голем патриот исто така напишал и многу песни, меѓу кои и песната од неговата поезија Спроти Илинден. Гумно е. Под копитата тешки на којни се рони клас по клас. По гумејната жешки горат селаните скапе секој час. Сонцето печит, потта течит ко река полека, полека. Лебот се берит, плодот се мерит на маките со маки, сонцето врви зад горите. Фрлејте виглите, пуштејте којните, починете на големиот ден Илинден. Ко вчера беше, ко овој час се даде глас, станете, првата пушка пукна, оган и крв. Часот последен пукна, умрејте, за да живејте. Робот се дигна, пламен се вивна, пламна село, град. Се стресе душман, бездушен султан, и посеј чемер, јад. Македонија, мачна родена, пак пропадна и поробена остана. Утре Илинден, свети ден. Гумно е. Под нозете на работниците и на селаните од Македонија и од цел голем свет, нек падни овој систем клет. Време е плодот да се берит. Фрлајте и вилите, грабнете и косите, удрете на тираните. Стефан или Стив Наумов роден е во 1920 година во Репинско, а неговите родители се од село Битуше, Леринско. Завршува основно училиште во Битола, а во Белград завршува за инженер. Таму се сретнува со прилепчанецот Кузман Јосифовски Питу, за да потоа се враќаат назад и влегуваат во партизанските одреди. На 12 септември бугарската полиција дознава дека Стив Наумов илегално ќе се состане со Мите Богоевски во 1942 година во близина на селото Болно, каде и таму загинуваат Стив Наумов на 21 година, а Мите Богоевски на 22 годишна возраст. Бугарската полиција ги закопа Стив и Мите во селото Болно, но кога виде дека селаните одеа да го посетуваат нивниот гроб секој ден, тогаш бугарските агенти наредија вечерно време, кога сите спијат во селото, да го откопаат гробот, а потоа да ги закопаат во непознато место. Така да и ден денес не се знае гробот на овие македонски херои Стив Наумов и Мите Богоевски. За смртта на Стив и Мите, еве што кажува во документарната книга, би рекла, на писателот Јован Павловски, Судењата како последен пораз. По претресот на селото седнавме во дворот на училиштето и почнавме да јадеме, а војската се подготвуваше да си оди. Во тоа време чувме престрелка кај шумичката под селото.
Кога престрелката заврши, отидовме и разбравме дека 2 цивилни лица биле забележани како излегуваат од шумичката и пак се враќаат во неа. Еден кандидат подофицер ги повикал да излезат од шумата, но тие отвориле оган и го убиле подофицерот. Едно од лицата беше убиено на двор од шумичката во едно мало долче. Лицето беше високо, убаво развиено, русокосо и по се изгледаше дека тоа само се убило, откако врз себе ја активирало бомбата. Се установи дека лицето е Стефан Василев Наумов. Настанот се случи на 12 септември 1942 година во село Болно Ресинско. Другото лице беше убиено на долниот крај од шумичката со куршум во главата. Кај него имаше еден револвер, една бомба подготвена за активирање со отворено капаче. Се утврди дека тоа е синот на кметскиот намесник во селото, Димитар Богоев Мите Богоевски. Не можејќи да го сокрие злосторството, стражарот Дечо Колев од град Чирпан, Бугарија, призна. Се откри дека конспирација во која беа фатени и донесени кметот на село Негорци Борис Карпузов, чиновникот во општината и други. Испитувањето на кметот го водев јас. Од тормозот што го преминував врз него, тој призна се. По испитувањето им го испратив на воените од 14-тиот граничен участак. Кога ги разгледа резултатите до кои дојдов при распрашувањето, лицето беше стрелано. Од кметот зедов еден дамски часовник, еден прстен и 15.000 лева, што ги поделивме со началникот Савов и колегите. Милутин Скаларов, агент во Прилеп, роден во Брезнишко, Бугарија. Тој вели: земав учество и во тепањата со гума по нозе и телото на селаните од Прилепска околија, чии имиња не ги памтам. Тепа и агентите Борис Темков, Васил Донев, Књу Бојанов, Димитар Дончев, Иван Михајлов и Ангел Георгиев. Најмногу мава Димитар Дончев и Васил Цанев, групов началник. Тие одеа по селата и кога се враќаа се фалеа дека јаделе таму многу убаво. Се фалеа пред селаните дека се многу важни началници во полицијата. Мавањето беше за да признаат каде се јатаците на партизаните. Мавањето го правев на следниот начин. Ќе ги натерав да ги соблечат чорапите, ќе им ги врзев рацете и ќе ги мавав со гума по табаните. Пота им наредував да ги стават нозите во студена вода, за да не им потечуваат. За Мите Богоевски и за Стив Наумов отпеана е и песна, па да чуеме. Sobrale bugarski fašisti, sada fata kraj bolno živi junaci. Mite Bogojevski, Stiv Naumov, bombi otvorija, sami se ubija. Mite Bogojevski, Stiv Naumov, bombi otvorija, sami se ubija. Večna slava na heroji, kako Mite i Stiv. Vajca da ste naši heroj, Makedonci. Mite Bogojevski, Stiv Naumov, bombi otvorija, sami se ubija. Mite Bogojevski, Stiv Naumov, bombi otvorija, sami se ubija.
otvorija, sami se ubija. Mirte bogojski, spiv na umov, bombi otvorija, sami se ubija. И во оваа наша емисија повторно сме со фундаменталноста на зборовите, за кои ќе се представи Одисеј Белчевски. Денес продолжуваме со македонските корени во европските јазици, како што е германскиот, англискиот, францускиот и така натаму. Сакам да нагласам дека теоретскиот така наречен прото-индоевропски, што значи тој е, како што кажав, теоретски, тој е замислен јазик, кој што лингвистите некогаш пред 100 години го изработиле. А прото се знае дека тој е од македонскиот првото. А грците отфрлиле звукот В од првото, а направиле прото. Овој така наречен прото-индоевропски јазик е најблиску до македонскиот и во повеќето зборови, во сите случаи скоро, постојано се доаѓаме до прото-индоевропскиот јазик. Така да корените се скоро истоветни, скоро исти. Македонскиот со прото-индоевропскиот. Го имаме зборо тактикс или тактика, прото-индоевропски теоретски јазик. Го имаме зборот так, to set aright, to set in order. Чисто јасно македонски корен. Имаме така, вака, така. Од тука иди тактика. Тактиката е начин како ќе се прави нештото, на кој начин, дали вака, дали така. Значи, тоа е македонски корен. Во српско-хрватски имаме тако, овако, што е многу блиско до македонскиот, тој е братски јазик со нашиот. Имаме еден збор што го пропуштив овде и е малце ударен, а тоа е логика или logical, кој што веќе 200 години и повеќе се изразува дека е тој грчки јазик, а не е грчки јазик, затоа што корено е во македонскиот. Слога, слоги, слогува, се сложува, means to, и на англиски to agree, to match. А логиката е секогаш се базира за нешто што се сложува, нешто што одговара, нешто што е логично. Така да слога се поврзува со логика. Продолжуваме овде, сега да најдем уште некој интересен збор. Имаме зборо lie. Проблемот во англиски е што имаме прва именка е lie, а ушто така имаме и втора именка lie. Значи тука имаме така наречено overlapping of the words. Значи се префрлаат еден према друг. To lie, to speak falsely. Да лажи. Tell the untruth. А на најстариот фризиски јазик, кој што таму е во северниот дел до Данска, е љага. Љага е лага. Чисто и јасна. А во прото-индоевропскиот се наоѓа коренот леук се пиши, али значи to tell a lie. Што значи лажи. Продолжуваме со lie, како втора именка, што значи да се легни хоризонтално, да се легни во кревет, to lie down на англиски, и што не можам да речам дека е неверојатно, пак се враќаме на така наречениот прото-индоевропски јазик, каде што корено е лег. Лег значи to lie down, to lay. Значи тоа е чисто македонски корен, затоа што имаме легло, да легниш, легнат, подлегни, лег и така натаму. Лего исто така е во Old Church Slavonic, тоа е значи стариот црковен јазик, пак македонски. To lie down. Чисто јасно е македонски корен. Продолжуваме. Има еден интересен збор. Прото-индоевропски тоа е церво, што значи како некоја цевкичка или како да речеме, ние велиме пајпа по битолски, на англиски пайп. Не знам тоа точно дали е точно земено, може да позаемено од англискиот, али тоа што влегва се поврзува со структурата на таа цевка што влегува во сами утерус кај жената. И тоа е од црево. И со ова завршуваме за денес, ке продолжиме до идниот пат.
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути да ги искористиме со песна од мојата поезија. Сон беше или можеби сув ветар што остави траги на 4 страни, 4 ораници, длабоко забодени во твоето ткиво. Македонио, нека се врати времето, за да тој сон се избрише или тој ветар, сонце го покрие, за да бидеш она што беше цела, убава, вистинска мома, македонка. Lična zemljo čista iskonska, lična zemljo ti makedonska. Ej Makedonijo, ej ljubav rodne kraj, ej Makedonijo, ti majko srce golemo.
И вечерашното наше другарување со вас заврши. Ми останува да ви се заблагодарам за вашето ценето внимание, но затоа пак слушајте не најпрво в недела од 6 часот навечер на CMR 101.3 FM, а исто така и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube од The Voice of Macedonia. Ви посакува вашиот уредник и водител на радиопрограмата Глас од Македонија Драгица Белчевска. Добра ноќ и пријатен викенд.